Одговорност се презема лично, храбро и со крената глава пред оние кои што те избрале, а не кукавички во бегство и криејќи се за диктатори кои делат слични уверувања. Причините за мојата оставка ги образложив и ги наведов во повеќе наврати, нема да навлегувам сега во нив. Тоа што сакам да го потенцирам е дека и ден денес Никола Груевски се уште раководи со ВМРО ДПМН, а Мицковски и сегашното раководство се само добри партиски послушници кои верно работат со својот побегнат лидер. Тие покажаа дека не може да бидат ништо друго освен тоа партиски послушници кои кога треба да одлучуваат со својата глава се кријат зад банални и смешни објаснувања. Збогум, Никола, збогум, бидејќи во оваа држава можеш да се вратиш само со лисици на рацете и во оваа држава ќе бидеш добредоден само на едно место кај што можеш да бидеш добредоден, во затвор, за да си одлежиш казната за злосторствата против нашиот народ и против нашата држава. Немам увид во истрагата ниту за нелегално снимениот и објавен разговор, ниту за мојата евентуална одговорност во целиот случај. Повторувам, целосна поддршка за правосудните органи, целосно да ги испитаат и двата наводи и повторувам уште еднаш без разлика на исходот од истрагата, јас ќе ја преземам мојата одговорност и ќе си ги сносам последиците од моето однесување. Каде ќе биде Павле Бугаевски поздрава? Дома. Јас не би можел да го замислам мојот живот каде што би бил молчелив. Не би можел да замислам мојата иднина каде што би оставил работите за кои што толку долго се борев и се залагав едноставно да се случуваат покрај мене, покрај нас, кога викам нас, мислам на мене и моите пријатели, борци. Така да не можам да ви одговорам точно што ќе биде со Павле Бугаевски, а можете да бидете сигурни дека борбата ќе продолжи. Единствено што ќе биде различно е дека од сега па натаму, мислам во наредниот период, таа борба нема да биде институционална, туку ќе биде вонинституционална, бидејќи видите, активизмот е борба на вредности. Активизмот за човекови права, за слобода, за правда е борба на вредности. И еден е пристапот кога сте активист. Политиката и институционалната работа е борба на компромиси. Веќе втората седмица од кога почнавме, еден од моите поискусни колеги од другата страна ме праша дали се кавам што сум влегол во политиката. Реков да, се кавам. И ми рече добро, бидејќи тие политичари што не се кават или не си ја знаат работата или ја вршат криминално. Политиката е работа во која што треба постојано да се преиспитуваат. Одлуките многу често се носат многу брзо, политичките околности и политичката реалност е една и вие како политичар треба да донесете одлука. После тоа ќе се преиспитувате, можеби ќе донесете и поинакви заклучоци како се требало да направите, како не. Но со времето нема назад. Најтешки кои што ми беа се одлуките кои што беа за доброто на оваа држава, ама се косат со принципите за кои што се боревме, односно со владењето на правото, правдата и еднаквоста пред законите. Имаше неколку такви одлуки кои беа политички нужни, не би ги напоменал кои се. Тие ми беа најтешки за практикување.